по еколошка средина и по висока свест кај граѓаните со управувањето со отпад. По повод Светскиот ден на животната средина, Сдруженијето Go Green и Францускиот институт во Скопје со поддршка на амбасадите на Франција и Швајцарија денеска во Крушево организираат акција за чистење на отпадот. Франкофоните за Крушево, Зелен град, отпадот и еколошката култура на граѓаните. Последниве 10 години многу е влошена состојбата со загадувањето на животната средина и тоа во сите медиуми, како што велат експертите, значи и воздухот, и почвата, и водата, и со сите реперкусии врз здравието на луѓето, врз одржливиот раст и слично. Видите, за градовите во Република Македонија, и тоа е насекаде, случај голем проблем е цврстиот отпад. А цврстиот отпад, обично експертите го дефинираат прво пластични кеси, кои што се најопасниот отпад, понатаму тука е стакло, понатаму тука е дрво, тука се памучни и волнени ткаенини, кои што се изфрлаат, нели, по градовите, и тука се голем проблем се исто така и овие органски цврсти материјали, како што е овошјето зеленчипот. Како отпадот влие врз туризмот, врз загадениот воздух и што е со употребата на пластиката и пластичните кеси? Ние треба да оставиме впечаток на туристите и посетителите дека Крушево е вистинска чиста дестинација. За разлика од 2017 година, од 2018 година имаме 70% повеќе посетеност во Крушево. Оваа година, веќе од минатата година имаме за разлика 30% посетеност, февруари месец. Ова го отцрпиме од Државниот завод за статистика и од уплатената туристичка такса. Сето тоа ние го возвраќаме на граѓаните на мојата општина, на начин што овозможуваме услови, набавка на канти за отпадоци, возила за смет. Интересно е дека да знаат општините дека во новиот закон се пропишува дека може да влезат приватни оператори како комунални предпријатија. Со тоа што значи дека приватњакот како професионалец ќе дојде, ќе подпише договор со тој што треба да подпише, ќе може да ви го менаџира отпадот и да прави од тоа бизнис, доколку комуналните предпријатија не го сватат тоа на време, за да можат и они тоа концесионери. Така е. Значи, ќе се либерализира, да го речеме, пазарот на отпад и ќе има многу повеќе конкуренција и веќе тука државата ќе почне да дава дел од тоа што може да го има и на бизнисите, кои што може да се тука, но може да се странски. Подигање на еколошката свест, итно изфрлување од употреба на пластиката и пластичните кеси е чекор напред кон поздрава животна средина.